Здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се наоѓам во мојата омилена пештера или најголемата пештера во која што сум бил, а таа се наоѓа во клисурата Пешти, односно во клисурата на Илјада пештери. Значи самата клисура Пешти има безброј пештери и верувајте во некој од нив во одреден временски период живееле и монаси. Значи ова место изобилува со преубава енергија и е можеби едно од најубавите места кои што јас редовно ги посетувам. Па ајде малку да ви ја покажам пештерата. Значи, вие не сте анкциозни, не сте депресивни, не сте осамени. Вас не ви е ништо. Вас едноставно ви недостасува природа. Тоа е. Затоа што човекот потекнува од природата и него му треба природата во секое време и додека многу луѓе, многу народи и многу земји се трудат да ја донесат природата во своите живеалишта, кај нас се случува обратно и затоа се јавува таа голема празнина кај луѓето, затоа што верувате без природа се осеќате празно. Создавате празнина која што не можете да ја надополните на никој начин. Ни да пиете, ни да се дрогирате, ни да се клукате со лекарства. Таа празнина можете да ја надополните само со природа. Верувајте ова што ви го кажувам, од срце и најдобронамерно, затоа што едноставно ви фали природа. Човекот е направен да живее во заедништво со растенија, животни и други луѓе. Не е направен да живее само со луѓе. Тој е направен да живее и со животни и со растенија. Тоа е тоа свето тројство. Тоа сакам да ви го кажам, таа порака да ви ја пренесам. Па се надевам некој ќе си најде чаре во мојот совет и ќе поминува повеќе време во природа, ќе се реконектира со природата и ќе се осеќа поубаво тоа што се осеќа во некој одреден момент, затоа што јас кога сум во природа никогаш не се осеќам осамено. Тоа е многу чудно, се осеќам како да сум со најблиските пријатели, со најблиските роднини, како да сум опкружен со љубов. Тоа е чувството кое што добивам кога одам во природа, и затоа и живеам блиску до природа, и затоа се трудам секое време што го имам да поминувам во природа. Поради тоа чувство, и би ви го препорачал на сите тоа да го правите. Тоа е мојот искрен совет за природата. Многу луѓе ми имаат прашано да опишем природата, кој што кажав не можам да опишем. Еве ќе ви покажам дел од неа. Па вие сами опишете природата со ваши зборови. Баш ме интересира како би ја опишале вие природата. Јас само ја доживувам. Меѓутоа, интересно ќе видам да ми кажете како вие доживувате природата. Пишете ми во коментари.
би сакал да чујам толку луѓе од мене. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Ви благодарам што ме поддржувате. Значи, станете членови, претплатете се на Сонцогор каналот и поминувајте повеќе време во природа. Ви благодарам уште еднаш. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.